Ти благодарам, драга Елена. Почитувам председателе, почитувана заменик председателка Сања Лукаревска, почитуван подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, почитувани пратеници, пратенички, почитуван председател на Општинската организација, градоначалници, драга Весна Томовска, директорка на Државниот инспекторат за труд, драги другари и другарки, мило ми е што денес може да зборуваме за резултати кои што прават разлика, за резултати кои што го подобруваат животот на граѓаните. Водени од Уставот, каде што Република Северна Македонија е социјална држава, водени од вредностите на социјалдемократијата, еднаквоста, праведноста, солидарноста, креираме политики кои што допират до секој граѓанин, креираме еднакви можности на сите граѓани, креираме солидарност, социјална правда и социјална сигурност за секој граѓанин. И тоа е она што ја прави разликата на политиките на Социјалдемократскиот сојуз, на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и на политиките на ДПМН. Горда сум што сум министерка во влада која што носи законски решенија, стратешки документи кои што покажаа во изминатиот период дека навистина грижата за граѓаните е приоритет, дека инвестирањето во човечкиот капитал, во најмалите, во работниците, во ранливите категорија на граѓани не е само празна флоскула, туку е вистинска посветеност и дека како влада, како партија, излегуваме во пресред на сите предизвици на граѓаните. А тоа го правиме токму преку системот на социјална заштита, кој што благодарение на реформите во 2019 година е флексибилен, отворен систем и може во истиот момент да го прими секој оној граѓанин кој што се наоѓа во социјална несигурност, односно кој што се наоѓа во некаква социјална ранливост. И благодарение токму на ваквите реформи ги зголемивме материјалните права во делот на социјалната и детската заштита и го зголемивме тогашниот надоместок за социјална помош, денес гарантирана минимална помош дури за 300%. И тоа е таа разлика во резултатите која што ја прави кој што го прави Социјалдемократскиот сојуз и владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз како вистински партнер на граѓаните, партија која што се грижи за сите граѓани. Реформата во системот на социјална заштита го одбележува и процесот на деинституционализација, процес кој што нашироко е признат и препознаен како нешто најдобро што може да се случи во државата, не само од граѓаните, не само од институциите во државата, туку и од Светска банка, од Обединетите нации, од Европската унија. Затоа што сме единствена држава во регионот која што го спроведува успешно процесот на деинституционализација, единствена држава која што гломазните институции ги замени со топли домови, поддршка, живење со поддршка во заедницата, каде што без разлика дали се лица со попреченост, дали се деца без родителска грижа или деца без родители, или деца во судир со законот, од гломазни институции се сместени во заедници, во домови, каде што имаат поддршка 24 часа и каде што сите овие изминати години се покажа дека ваквиот пристап и ваквиот начин даваат одлични резултати, особено кај децата. Немаме дете под 18 годишна возраст кој што живее во институција, а полека се превршува и процесот на извлекување од гломазните институции и на останатите наши сограѓани, на лицата со попреченост,
токму поради добрите придобивки од процесот на деинституционализација. Во изминатите неколку години од доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт се воспоставени 74 стамбени единици каде што се сместени лицата со попреченост, каде што се сместени децата без родители и родителска грижа и децата во судир со законот, и вкупно 275 лица со попреченост извлечени од гломазните институции и веќе нивното живење е многу попристојно, похумано, со подршка 24 часа, со психосоцијална подршка, со подршка на се она што на овие лица им е потребна. Во делот на згрижувачките семејства исто така покажуваме разлика од она што било некогаш, и тоа се добрите резултати кои што веќе неколку години ги покажуваме како влада и како Министерство за труд и социјална политика. Во моментот во нашата држава има 360 згрижувачки семејства, во кои што се згрижени 608 деца без родителска грижа или без родители. И ова е исто така препознаено од нашите партнери во Европската Унија, од Обединетите нации, од Светска банка, од меѓународните организации во државата, и затоа несебично не поддржуваат, затоа што покажуваме резултати, покажуваме посветеност како влада кон овие лица. Овде се и трите центри кои што ги формиравме за поддршка на згрижувачките семејства, 3 центри формирани во изминатите 2 години, во 11 октомври, во установата 11 октомври, во СОС Детско село и во Домот за доенчиње во Битола, кои што секојдневно даваат поддршка на оние кои што на згрижувачките семејства, затоа што не е лесно да се биде згрижувач, меѓутоа е хумано, и сите оние предизвици со кои што се соочуваат згрижувачките семејства, тука се да ги разговараат и да побараат поддршка токму од овие центри за згрижувачки семејства. До 2017 година згрижувачките семејства примаа помош од државата од 6250 денари. Денес секое згрижувачко семејство прима 18112 денари, што ја прави разликата помеѓу онаа што беше политика на ДПМН и онаа што е политика на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Со големата реформа во 2019 година во делот на социјалната заштита се воведуваат и новини во материјалните, во паричните права, со цел да се зголеми поддршката кон биолошките семејства кои што се грижаат за своите деца, а кои што се деца со попреченост, меѓутоа се зголемија и правата и на сите останати приматели на било кое право од социјална заштита, како кои што се наоѓаат во некаква ранливост, како и на примателите на правата од детска заштита. Го воведовме надоместокот за попреченост за лицата со физичка попреченост, лицата со оштетеност во слухот, говорот, како и за лицата со интелектуална попреченост. Го воведовме надоместокот за плата за скратено работно време со новини, иако постоеше и претходно. Сите оние граѓани кои што го примаа овој надоместок земаат до 2019 година 4800 денари. Денес овие граѓани кои што работат со скратено време примаат надоместок до висина на 50% од просечната нето плата во земјата. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз зборуваше за постојаното зголемување на просечната плата во државата, така да и овој процент кој што го примаат овие семејства, како што се зголемува просечната плата, така и нивниот надоместок се зголемува. И конечно се воведе и траен надоместок наменет за родители на деца со попреченост кои што се грижеле за своите деца и не ги сместеле во институции, доколку не остварат право на пензија,
да можат со навршување на 6 годишна возраст за жени, 62 за мажи да остварат ваков надоместок до крајот на својот живот, затоа што најголем дел од родителите на децата со попреченост, едниот родител вообичаено останува дома да се грижи за своите деца. Посебниот додаток за деца со попреченост до 26 годишна возраст, постојано паричниот надоместок го зголемуваме. Во декември 2022 година го зголемивме за 15%, а со исплатата во јануари за оваа право го зголемивме заедно со сите останати права за 14,2%. Постојано се грижиме да надоместоците кои што стигаат до, без разлика дали се работи за лица со попреченост, за родители на деца со попреченост, за социјално ранлива категорија на граѓани, постојано да се усогласуваат и затоа е воведен моделот да истите се усогласуваат со порастот на трошоците за живот. Социјалната сигурност за стари лица е токму политика на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Воведен во 2019 година за сите оние наши возрастни сограѓани над 65 годишна возраст кои што од разни причини не оствариле право на пензија, да може државата да им обезбеди надоместок кој што во моментот изнесува 7214 денари. Такви се 11655 наши сограѓани над 65 годишна возраст кои што го примат овој надоместок, а во периодот од октомври до март секоја година дополнително по 1000 денари примаат оваа категорија на граѓани за да можат полесно да се справат со енергенсите кои што им треба за да го поминат зимскиот период. Ја воведовме и личната асистенција, која што од 2022 година ја го прошири својот опфат и е достапна и за деца од 6 годишна возраст па се до 65 годишна возраст за сите оние деца и лица со попреченост на кои што им треба лична асистенција за да можат да функционираат надвор од семејството, за да можат да ги завршат своите потреби, без разлика дали се работи до болница одење, за лекови, па дури и едно кафе пиење со некој надвор, за да можат да ја почувствуваат таа интеграција во општеството. Новите услуги кои што ги воведовме за лицата со попреченост и за старите лица даваат ширум државата преку единиците за локалната самоуправа, даваат одлични резултати. И кога ќе ги видиме среќните лица на примателите на ова право, на оваа услуга, навистина се покажува дека сме на вистинскиот пат и дека сето онаа што го правиме како влада и како Социјалдемократски сојуз излегува во пресред на потребите на нашите сограѓани. Наместо да ги сместуваме нашите родители, нашите баби и дедовци во домови за стари лица, тие услугата помош и нега ја добиваат во своите домови, во своите огништа кои што ги изградиле и 80 часа во текот на месецот преку негователки добиваат поддршка и помош за се она што им е неопходно. Првиот повик кој што како министерство го објавивме во 2021 година, вклучивме 25 општини каде што се спроведува оваа услуга. Со вториот повик кој што го објавивме во 2022 година, дополнително уште 12 општини и заедно со меѓуопштинската соработка вкупно во 19 општини ќе се спроведува оваа услуга. Значи во повеќе од половината општини во државата, 44 општини, е достапна услугата помош и нега во домот за стари лица и помош и нега во домот за лица со попреченост. 276 сертифицирани негователи се обучени и ангажирани, од кои 66% од овие 276 биле долгорочно невработени, а 15% биле приматели на гарантирана минимална помош. Значи, од оваа услуга имаме двојна придобивка. Од една страна, овозможуваме на
нашите највозрастни сограѓани да услугата ја добиваат дома, во својот дом, а од друга страна, долгорочно невработените, од кои што најголем дел се жени, ги вклучуваме во услугата, добиваат надоместок и во моментот сме на трајно решавање на нивниот статус, наместо со надоместок да можеме трајно да ги вработиме. Повеќе од 776 корисници континуирано ја добиваат оваа услуга, а оваа бројка се зголемува со оглед на тоа што од вториот повик во процес е процесот на лиценцирање, така да и бројот на негуватели и бројот на лиценцирани провајдери се зголемува и бројот на оние наши сограѓани кои што ќе добиваат оваа услуга. Председателот спомна за пензионерите, за нашата грижа за пензионерите, ја спомна методологијата која што введовме и која што дава одлични резултати не само на долг рок, дава одлични резултати и на краток рок. Она што председателот зборуваше во проценти, јас сакам во апсолутна бројка да споделам колку е зголемена просечната пензија и минималната пензија од 2017 година до денес. Од 2017 до денес просечната пензија е зголемена за рекордни 5262 денари. Во 2017 просечната пензија изнесувала 13954 денари, денес изнесува 19216 денари. Во септември имаме повторно, согласно новата методологија, повторно зголемување и усогласување на пензиите, што значи просечната пензија ќе биде над 20.000 денари. Со зголемувањето во септември ќе имаме рекордно зголемување над 25% само за 18 месеци, што никогаш во историјата на државата не имало толку зголемување на пензиите. Ке се подсетиме на она што го правеа лицемерно ВМРО, и тоа исклучиво пред избори, зголемување на пензиите за 600 денари, 602 денари, 608 денари, и тоа зголемување не влегуваше во основицата на пензиите. Ние 2 години пред избори зголемуваме пензии, не зголемуваме лицемерно пред избори, туку воведуваме една методологија која што значи постојан пораст на пензиите, која што значи вистинска грижа за сите 330.000 пензионери колку што постојат во државата. Минималната пензија во 2017 година изнесуваше 8571 денар, додека денес таа изнесува 12.493 денари, што значи со зголемувањето во септември минималната пензија ќе оди над 13.000 денари. Кога зборуваме за најниската пензија, она што го правиме со Сојузот на пензионери е да наскоро по завршувањето на годишните одмори, по летниот период започнеме со диалогот за да најдеме начин како да утврдиме минимална пензија, пензија која што ќе биде над прагот на сиромаштие, за да ги извлечеме оние наши пензионери кои што живеат со ниски примања, да ги извлечеме над прагот на сиромаштие, да им овозможиме многу подобри услови, попристојни, достојни пензионерски и смирени пензионерски денови. Уште еднаш да го повторам. Пратеникот инсистира уште еднаш да повторам да започнуваме со диалог со Сојузот на пензионерите за воведување на минимална пензија по примерот на минималната плата, така да и тоа е согласно нашиот вредносен систем, вредностите на Социјалдемократскиот сојуз, тоа е еднаквоста и солидарноста и социјалната правда. Кога зборуваме за политиките на
Министерство за труд и социјална политика, за политиките на владата, покрај грижата за социјално ренливите, покрај грижата за пензионерите, тука се и работниците, тука се невработените, тука се нашите млади невработени лица и овде е оперативниот план за вработување со активните мерки и програми кои што исклучително позитивни резултати даваат изминатите години. Ова 2023 година сумата на средства која што како влада ја одвојуваме за оперативниот план е 32 милиона евра, што значи за 2 милиона евра повеќе од она што беше определено за имплементација на оперативниот план за 2022 година. Вкупен офат на невработените лица со овој план ќе биде 18.056 лица, невработени лица, и дел од мерките се однесуваат на работниците со минимална плата, што значи дека имаме 20% поголем офат на лица од она што беше во изминатата година. Особено е важно да ја споменам мерката за самовработување, каде што оваа година доделуваме поддршка за самовработување на рекордни 2078 лица, многу повеќе од онаа што беше лани, затоа што мерката со години наназад е 100% искористена и многу млади и многу невработени си го наоѓаат своето вработување токму преку оваа мерка за самовработување. Исто така, би сакала, пошто има и многу млади присутни во салава, сакам да ја споменам и мерката за IT напредни вештини. До лани оваа мерка офаќаше 443 лица, оваа година опфатот го зголемивме на 805 лица, кои што ќе добијат напредни и IT вештини и ќе можат по завршувањето на обуката да добијат сертификат кој што е признат. И анализите ни покажуваат дека 90% од оние кои што во изминатите години ја завршиле оваа обука, нашле работа во IT компании овде во државата или нашле работа онлайн надвор, меѓутоа останале младите да живеат овде во државата. И тоа примања, нашле работа со примања кои што се дури и 2 просечни плати и повеќе во државата. Гаранцијата за млади е мерка на која што како држава исто така сме исклучително горди. Единствена држава која што е надвор од Европската унија, која што ја спроведува гаранција за млади и која што дава одлични резултати. Мерка која што е наменета за сите оние млади кои што од денот на регистрација во Агенцијата за вработување во рок од 4 месеци добиваат понуда за вработување или пак понуда за зајакнување на нивните вештини преку одредени обуки. Иако на ниво на Европската унија, она што е поставено како успешно реализирана мерка како таргет е 30%, во изминатата година ние тоа го надминавме, над 40% од младите кои што влегле во гаранција на млади успешно излегле од оваа мерка, односно се вработили или добиле обука која што ја зголемила нивната вработливост и конкурентност на пазарот на труд. И сосема на крајот, а не помалку важно, сакам да го спомнам и она што како министерство и како влада го работиме на родовата еднаквост. Не е оставено последно затоа што е неважно, туку затоа што сакам да му посветам посебно внимание, со оглед на целата она конфузија која што се појави во изминатите месец дена во делот на Законот за родова еднаквост. Социјалдемократскиот сојуз секогаш кога е на власт носи политики кои што возможуваат еднакви можности на жените и мажите. Социјалдемократскиот сојуз го донесе во далечната 2006 година првиот закон за еднакви можности на жените и мажите. Нас во вредносниот систем ни е родовата еднаквост, еднаквоста на сите и недискриминацијата. Предлог законот кој што помина 18 јавни расправи е насочен токму кон тоа. Живот без насилство, родово одговорно буџетирање, односно еднаков бенефит
на сите граѓани, подеднакво и на мажите и на жените, од сите буџетски пари кои што институциите ги трошат на активни мерки на политики. Родовата еднаквост значи достоинствен пристап кон сите во општеството, недискриминација. Не значи она што излезе како шпекулации во јавност од некои целни групи. И затоа, како Социјалдемократски сојуз, продолжуваме и понатаму да креираме политики кои што се однесуваат на еднаквите можности на жените и мажите, на еднаквиот пристап кон сите ресурси во општеството и еднаков бенефит од овие ресурси. Историска придобивка направивме за жените ратификувајќи Истанбулската конвенција во 2017 година. Затоа што одредбите од Истанбулската конвенција и сите оние политики кои што ги креиравме по нејзината ратификација силно се спротивставуваат на насилството врз жените и семејното насилство. И резултатите се видливи со воспоставувањето на сите оние услуги кои што ги имаме во различни делови од државата, советувалишта за жртви на насилство, советувалишта за насилници, како и шелтер центри за жени и деца жртви на насилство. Така и ќе продолжиме со мерки кои што значат еднаквост, со мерки кои што значат недискриминација и со мерки кои што значат еднакви можности на жените и мажите. И на крај можам да кажам дека нема да сопреме овде, нема да застанеме овде. Наброевме многу успешни резултати, наброевме многу разлики, многу активности кои што не прават различни од ВМРО ДПМН, но ни предстојат пред нас уште многу успешни резултати, уште многу победи, уште многу политики за доброто на граѓаните за поквалитетен живот и уште повеќе политики на патот кон Европската Унија. И одлучни сме, решени сме и посветени сме, токму со грижа за сите, со грижа кон секој граѓанин да обезбедиме европска иднина за секој граѓанин во нашата држава. Ви благодарам.